Преспа во голема мера во сенка на Охрид во периодот од почетокот на 60-тите години па се до транзицијата беше навистина втор туристички центар во Македонија. На северниот брег туристичкиот центар Отешево, потоа Царино и Сирхан, додека на источниот брег на езерото доминираше Претор, летен туристички град, во кој во текот на летото престојуваа од 5 до 10.000 луѓе, со околу 50 на работнички одморалишта, неколку хотели, 2 феријални летувалишта, 3 детски летувалишта, 2 извиднички центри со богат културно-забавен и спортски живот, со добри сообраќајни врски со Скопје и Битола, како и со бродски сообраќај по Преспанското езеро на кружната линија од Претор до голем град Отешево и пак до Претор. Исто така на источниот брег се изгради автокампот Крани, а работнички одморалишта имаше и во Асамати. Покрај марината во Претор подоцна се изградија новите плажи кај Сливница, Долмодупени и Стење, а неколку километарската осветлена пешачко-бициклистичка патека беше изградена од Претор преку Сливница до Крани. Сега најлоша е состојбата во Претор, каде што сите работнички одморалишта речиси се испустени, затворени се неколку хотели, пропаѓаат камп куќички. Меѓутоа, како што реков, прво транзицијата ги уништи работничките одморалишта, а во изминативе години згора на тоа и езерото започна да се повлекува. Нивото на езерото моментално е пониско за речиси 13 метри во споредба со нивото од почетокот на 60-тите години. Теренот крај брегот е многу плиток и со тиња, обраснат со трска и бродче, како што некогаш крстареше по Преспанското езеро, веќе не е можно да пристанува на брегот, на источниот брег на езерото. А проблемот со Преспанското езеро е многу комплексен и треба да го решаваат 3 држави, заради специфичноста на карстиот и порозен терен, главно на територијата на Албанија, преку кој водата под Галичица истекува од Преспанското во Охридското езеро, речиси и да е невозможно да се интервенира. Доколку продолжат сушните периоди и нема позначаен прилив на вода, од Преспанското езеро во догледно време би се формирале 2 езерца, едното кај Нивици каде што е најдлабоко и тука се водите од Брајчинска и Германска река, како и другото езерце во длабнатината меѓу Претор и Асамати, кое би се полнело од голема и Преторска река. За жал, тажна е приказната на езерото и на туризмот во Преспа. За догледно време ќе исчезне и плажата во Сливница, па туризмот ќе се сведе главно на манастирски туризам и искористувањето на пешачко-бициклистичката патека од манастирскиот комплекс над Подмочани, преку црквата Свети Ѓорги во Курбиново, до Сливничкиот манастир, како и патеката од Претор до Сливница и Крани.